гледачи, чест и задоволство ми е да ви посакам добре дојдовте во првата емисија од најновата трета сезона од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Се надевам дека убаво се одморивте, дека имавте убаво и топло лето и дека сме спремни за нови инспиративни приказни кои не очекуваат и кои ќе го задржат вашето внимание. Оваа година Македонија по речиси 21 година пауза освои сребрен медал на летните Олимписки игри. Сребрен медал кој за целата наша нација вредеше злато. Најголемиот виновник за ова сребро, односно момчето кое што ни го донесе ова сребро е 22 годишното момче Дејан Георгиевски, кој што е денешен гостин во најновото издание од емисијата од своја страна и со кого ќе отвориме најновата сезона. Дејан, ти благодарам што ја прифати поканата и ти благодарам што го прифати ова интервју да ги споделиме нели оние впечатоци од сето она кое што се случуваше летова. И благодарам јас на поканата. Кажи ми како се чувствуваш првично, дали се уште трае она победничка еуфорија, свесни ли си што донесе на Македонија, што направивте целиот тим? Еуфоријата веќе не е толку голема, полека да легна ситуацијата. Ние бевме свесни пошто одиме таму, дека одиме по медал, но мислам дека уште никој, ни јас, ни моите тренери, ни мојот тим, уште никој не е свесен колку голема работа тој, колку голем успех е тоа за нашата држава, за Македонија. Сигурен сум дека треба да помине веќе некој подолг период, па после тоа да ни стане јасно да сватиме што тоа значи за Македонија. Да. Така, Дејан, сите заедно се радувавме овде, сите заедно навивавме, меѓутоа верувам дека поголемиот дел од нас, еве вклучувајќи ме и мене, не бевме запознаени што всушност подразбира спортската дисциплина таеквондо, па ајде еве вака од еден професионалец да ни откриеш подетално за таеквондото. Така, таеквондо е олимписки спорт веќе со долгогодишна традиција, потекнува од Кореја и со само тоа што олимписки спорт е многу потежок спорт, бидејќи конкуренцијата е многу поголема, инаку е фул контактен боречки спорт, ударите не се ограничени, баш спротивно треба да имате доволно јачина на ударот во телото и во главата за да имате поен. Така, што тебе те натера да почнеш да тренираш таеквондо, односно од мали години се занимаваш со овој спорт, што те натера да си речеш јас ќе тренирам таеквондо покрај фудбалот, покрај кошарката, тенисот, нели сите оние други спортови, што беше пресудно? Па, додека одев во основното училиште на голем одмор, таеквондо клубот Бутел имаше демонстрации. Со брат ми видовме како изгледа тоа, ни се засвига, примногу изгледаше многу атрактивно, решивме да пробаме и останавме до ден денес там да пишуваме историја. Таеквондо Бутел, кој ти ја пренесуваше љубовта кон овој спорт, односно ајде ќе ги споменеме тука тренерите, ќе го споменеме нели клубот Таеквондо Бутел и сакам накратко да споменеме што се случува на ниво на држава со таеквондото. Има ли услови за овој спорт, за развивање и за промоција на овој спорт? Моите тренери се доктор Борче и Дарко Костовски, тие се браќа, односно и доктор Борче Костовски воедно и председател на Македонската таеквондо федерација. На ниво на Македонија има околу 10 активни клубови, повеќето сите 9 се во Скопје, еден само е во Охрид. Сите работат активно и секако после овој голем успех има многу повеќе дечиња кои што се заинтересирани да тренираат. Така, претпоставам се тренира неколку пати неделно или како да тренирате? Па, за почетниците обично е 2 пати до 3 пати неделно, а за нас тоа дали е напорно? Сега дека е напорно, ако се занимавате професионално со тоа, треба многу повеќе време да поминувате во сала. Секој ден, дури некогаш по 2 пати на ден имаме тренинг, односно кога сме на припреми, кога се спремаме за некој големо надпреварување, знаеме да имаме и по 3 пати на ден. И сега пред да го начнеме среброто и пред да ги начнеме летните олимписки игри, јас би сакала да те прашам, кажавме на ниво на држава дека имаме 10 клуба таеквондо, дали имате овде надпревари, односно нели како ќе одат тие квалификации за потоа да се избере оној човек кој што ќе ја представува Македонија? Така е, но имаме 10 клуби, но не е толку голема конкуренцијата во категориите, но ако има некој од тиска категорија, тоа се случува на надпреварите што ги организираме тука во Македонија или на тренинзи се собираме, прават спаринзи тие што се во иста категорија, тоа што тренерите одлучуваат кој да дојде понатаму, инаку и нашиот клуб организира меѓународна надпревар, но поради оваа ситуација со пандемијата веќе 2 години не се одржува. Така, летните олимписки игри, сето она кое е поврзано со нив, лани беа нели одложени за оваа година, дали тоа може би значеше повеќе време за вежбање? Баш така, да, на почетокот јас мислев дека тоа не е толку добро за мене, но после кога размислив убаво и така како беше добро за мене. Следната година ќе ви кажам вас. Секако, да, имав повеќе искуство, нели бев една година постари и така добро се наместија работите да излезе баш како што треба.
Така, ајде малку повеќе за Токио. Што се случуваше таму? Како одеа таму, нели надпреварите? Очекуваше ли Дејан медал? Одеше ли се помислата дека дека очекував јас во повеќе наврати пред идеме и медиумски, а и медиумски и имавме и видео снимено и пишани интервјуа каде што неколку пати најавивме дека ќе донесеме од таму медал по било која цена, секако тоа е спорт, здравето пред се може се да се случи, но ние бевме убедени дека ќе донесеме медал од Токио. И на крај успеавме да го донесеме тоа, сега основното беше да златен медал, но основното станува понатака да донесеме златен медал од Париз. Тешки ли беа таму надпреварите? Противниците? Изгуби од русинот? Нормално на олимписки игри не може некој да биде слаб спротивник, но за мене сите ги гледав како исто. Сите противник исти беа отидам таму ги победам сите, не ми беше битно која ми е прва, која ми е втора борба, да. Исто ми беше дали во финалето, го гледав исто како прва борба да ми е. Не ми беше. Имаше ли трема во финалето? Се подисплаше ли малку од противникот? Како што ви кажав, знам дека сум најдобар на светов и тоа ќе го докажам следните олимписки игри, ќе донесам златен медал и немав дилема према ни еден противник, бев спремен таму буквално сите да ги победам. Дека си најдобар на светот потврдија и илјадниците граѓани кои те пречекаа овде на плоштадот Македонија во Скопје. Кажи ми какво беше чувството да бидеш пречекан од толку многу луѓе кои што се радуваат за тебе, кои што се радуваат за Македонија? Чувството не можеше да се опише, бидејќи тоа некако многу брзо дојде, бидејќи само што слетавме ние тука на аеродромот Скопје, на аеродромот имавме пречек, отидовме до агенцијата за млад спорт. Отидов дома и буквално за 40 минути излевовме на плоштадот и кога стигнавме таму очекувавме да имаме. Очекувавме да има многу луѓе, но толку многу буквално не, и кога стигнав таму не останав без збори, не знам што да кажам, и баш ми беше драго што јас успеав да ги, секако не само јас со целиот мој тим, екипа. Успеавме да израдуваме цела Македонија, да ги собереме сите луѓе за една убава работа и тоа ни дава уште поголема мотивација да вежбаме и да работиме многу повеќе, посебно за што повеќе видни да се собираме за такви убави моменти. Какво беше чувството таму во Токио да представаш Македонија и да го носиш гордо знамето македонско? Чувството одлично, веќе пред се таму ја представуваме цела Македонија, сите наши македонски херои кои се бореле и загинале за Македонија, и тоа е едно посебно чувство и тоа ни дава поголем мотив и дека никогаш не смееме да се откажеме, бидејќи кои што тие се бореле, нели да го дали својот живот, така да што ни преостанува нас други, тоа е еден преубав момент кога гледате Македонија на толку високо ниво, дигнато знамето со толку силни држави до незе, тоа буквално не може да се опише, тоа може само да се доживее и тоа го почувствува само тие луѓето што беа таму присутни во салата. Така е. Дејан, која е твојата најголема поддршка, односно кој се радува најмногу за тебе? Секако моето семејство и моите тренери пред себе, бидејќи јас колку и да верував, а верував премногу, моите тренери никогаш не се посомневаа во тоа, јас сум верувал 100% и тие верувале 150 и сега тие тренерите, таеквондо клубот Бутел и моето семејство. Во таеквондо клубот Бутел поделени сте по категории, сега ме интересира тоа по години се делат по категории, односно по годините на надпреварувачите, така ќе му По години и според килажа, но ние обично во таеквондо клубот Бутел имаме тренинзи сениори и сениорите вежбаат посебно, останатите вежбаат в два термина. Едните се само за сениори, останатите се за пионери, кадети и јуниори. Колку тренинзите представуваат жртва во смисла на слободно време, семејство, пријатели, колку се жртва, колку жртвуваш за да го исполниш сето ова? Претпоставувам бара многу тренинг, претпоставувам бара многу вежбање. Така е, да, знаете како ние во клубот сме дисциплинирани, така немат научено дека тоа не е жртва за нас, тоа е едноставно наш начин на живот и ние уживаме во тоа, бидејќи како што спомнавме пред малце, нема поголемо уживање кога ќе се дигне знамето толку високо на некои големи надпреварувања, и затоа за нас не е жртва, само си е еден начин на живот, секако поинаков од другите, но нема поголемо уживање во тоа и јас тоа не го гледам како откажување. Имаш 22 години, сметаш ли дека си го достигнал врвот во кариерата? Не, бидејќи мислам дека ворувате златен олимписки медал, секако здравето пред се, но сум сигурен дека уште една или две олимписки игри ќе учествувам и ќе донесам златен медал. Така, се надеваме и ние и сега го ти постакувам многу среќа во тоа. Моето следно прашање е колку таеквондото, мене ме интересира како спорт, е тешка спортска дисциплина, односно дали си се соочил со некоја повреда која што не ти дозволила да се надпреваруваш некогаш, која што ти направила пречка, еве можеби на летните олимписки игри? Во секој спорт има повреди, па така и во таеквондо. Сум имал неколку повреди, една скршеница на стапалото и една скршеница на шаката од прстот, но тоа
да не звучи толку страшно за гледачите, сега кога се не занимавате професионално, тогаш можно е да имате повреди, но ако за дечињата што вежбаат помалите, тоа има опрема буквално што се вика од глава до пети, бидејќи цели се во опрема и повредите се се сведе на некое минимално ниво, така да не е толку страшно да се тренира, да не изгледа така пред Предпоставено се ти медицинско лице, односно доктор во Секако Токио? да, мора со секоја делегација имаше доктор и баш тој доктор што ми направи операција на прстот беше со нас. Леле која подршка да. Дури доле на бориштето, бидејќи цело време мора да има присутно и доктор. Иако од организацијата се има доктори. Така, освен целата оваа победничка еуфорија, ќе споменеме и малку повеќе за она приватно што те обкружува. Те препознават ли веќе луѓето, бараат ли да се сликаат со тебе? Да, и тоа баш многу ме радува. Што ме препознават, има многу луѓе што ми се заблагодаруваат на мене, што тоа мене емоција ми е чудно бидејќи јас сум им благодарен на нив за поддршката, но тие ми се заблагодаруваат и цело време викаат како фала ти што Види ти, ќе те прекинам, ти ни донесе радост на цела нација. Ретки се моментите кога ние сите сме сплотени така во едно. Така да, и за тоа сите ми се благодарат како фала ти за тие убави моменти, фала ти што направи горди, што не собра за убави работи, и тоа ми дава, не знам како да кажам, ме прави посебно горд кога некој ми се заблагодарува од нешто, а воено јас сум нив премногу заблагодарен бидејќи знаем како подршка така е. Докога бевме во Токио, јас таму измеѓу борбите него користев телефонот само ќе се слушнем со моите и толку, но тренерите и мојот тим таму сите ми пренесува каква е подршка имаме и тоа беше како дополнителен мотив можеби дополнителен. Тука дури тогаш емоциите почна да доаѓаат дека бевме таму кога знаевме има преголема подршка, све е супер окей, ама кога стигнавме тука како прво на аеродромот, кога видовме што се случува и тука веќе почнаа емоциите да владеат врз нас. Знаеш, можеби само си фокусиран на она што сакаш да го постигнеш, па потоа тука кога ќе дојдеш малку си свесен за се што си направил и за целата таа нели победничка еуфорија. Но така е, Македонија е мала земја, луѓето во Македонија сакаат успеси, луѓето во Македонија сакаат да се вее гордо знамето и сакаат победи, нормално. Кој е Дејан приватно што го исполнува твоето време покрај нели спортската дисциплина таеквондо, имаш 22 години, кој е твоето хоби надвор од спортот, што правиш приватно, ајде малце да. Па приватно најчесто кога слободно време се собирам со другарите, знаеме шетаме некаде во природата, шетам моето куќе. Ете и наредниот четврток бранам дипломска на Универзитетот за туризам и менеджмент, на факултетот за човечки ресурси и воедно главно тоа е. Супер. Така е, јас ќе ти посакам уште многу успеси, а што е следно од тебе? Што да очекуваме? Каде ќе го бркаме златото? Следно, најбитно ни е светското првенство, кој треба да се одржи во Кина, но го одложи и не знаеме точно за кога ќе биде, но секако имаме надпревари скоро секој месец, некогаш и 2 пати месечно и повеќе. Мада пак ќе кажам со ситуацијава тие некои се одложуваат и собираме поени за да го задржиме местото на ранг листата за наредните Олимписки игри во Париз 2024. Така, колку пандемијата со COVID-19 влијаеше на целиот процес на тренирање, на надпреварите, на сите оние? Па влијаеше многу, нели во еден момент и не смееше се користат спортските сали, но ние правевме некои тренинзи надвор од салите, секако повеќе вежбавме кардио, на некое надворно отворено место правевме таеквондо тренинзи, во ниеден момент не престанавме да тренираме, иако и надпреварите беа организирани на некој друг начин. Може да кажам како во карантина става во еден хотел, не смеевме да се синеме доле во сала, седевме во соба, телевизорите беа поврзани со лайв стримови, само кога ќе дојдеше наши 3-4 борби пред борба се симнувавме доле. После тоа пак се враќавме во соба и на еден друг начин, но можеби подобар начин бидејќи се посветени само на надпреварот, немате време да шетате, да излегувате, да трошите енергија на некои непотребни работи. Што ќе им порачаме на самиот крај на нашите гледачи, на сите оние кои ќе го погледнат ова интервју и на сите македонци кои што се радуваат за тебе? Па пред се заблагодарам на сите за огромната поддршка, друго да своите дечиња или тие некои што се млади како моја генерација да почнат се занимаваат со било кој спорт, јас ќе им препорачам со таеквондо бидејќи од лично искуство знам колку придобивки може да се добие со тоа. И со тој борбен дух што ќе добијат на тренизите, на надпреварите, ќе може секоја препрека понатака во животот многу лесно да ја поминат. Ке ти честитам за целиот постигнат успех, кој неверојатно е голем, за тоа што направи за момент да се почувствуваме сите сплотено, како што кажав, сите заедно во тој успех и во таа победа, што направи Македонија најгорда на светот. Ке ти посакам да се видиме кога ќе го освоиш златото, ке ти посакам за неколку дена успешно да се одбраниш дипломската и да се гледаме само за убави и успешни работи. Благодарам многу за ова убаво интервју и за овие зборови.
22-годишното момче Дејан Ѓоргиевски, кој што на Македонија и донесе сребрен медал, кој што за нас значеше злато на летните олимписки игри кои се одржаа оваа година во Токио. Се надевам дека уживавте во овој прекрасен разговор и се надевам дека и оваа емисија ви го задржа вашето внимание. Ние ќе се видиме наредната среда во истиот термин. До тогаш останува да ги поздравам Бутик Мај Мода, кои се наоѓаат во центарот на Скопје и кои имаат навистина нова колекција, кој бутик можете да го посетите секако во секое време и да се подновите како и мојата шминкерка Самра и Мери. Се гледаме за 7 дена. Останете поздравени.